Здраво, драги ракови! И добро дојдовте во вашиот месечен хороскоп за јуни. Пред вас е месец кој ќе ве повика да забавите, да се поврзате со себе и да обрнете внимание на работите што навистина имаат значење. Во свет кој постојано бара од нас да брзаме, да постигнуваме и да докажуваме нешто, јуни ќе ве потсети дека понекогаш најважниот напредок се случува внатре во нас. И ова е месец на емоционална јасност. Месец во кој ќе почнете подобро да разбирате што сакате, што чувствувате и што повеќе не сте подготвени да толерирате. Некои од вас ќе затворат едно старо поглавје, други ќе отворат ново. Но едно е сигурно. Нема да останете исти до крајот на овој месец. А главна тема на месецот и главна порака за вас во јуни е верувај му на својот внатрешен глас. Многу често се случува да ги слушате сите околу себе. Да размислувате што ќе кажат другите. Да се обидувате да не повредите никого. Да ги ставите тугите потреби пред своите. Но овој месец ќе ве потсети дека и вашите чувства се важни. И вашите желби се важни. И вашата среќа е важна. И можно е да дојдете до сознание кое долго време сте го избегнувале. Можеби ќе сватите дека некоја ситуација ве исцрпува. Можеби ќе разберете дека некоја личност не ви ја дава енергијата што ја заслужувате. Или можеби конечно ќе си признаете што навистина сакате. А тоа сознание ќе биде почеток на голема позитивна промена. А на љубовен план, јуни носи многу емоции. Ако сте во врска, ќе почувствувате потреба за подлабока поврзаност. Нема да ви бидат доволни површни разговори. Ќе сакате искреност, ќе сакате разбирање. Ќе сакате да знаете дека личноста до вас навистина ве слуша и ве цени. И ова е добар период за разговори кои може да ја зацврстат врската. И доколку постојано недоразбирања, сега е моментот да се расчистат. И не држите ги чувствата во себе. Кажете што ви лежи на срцето. Понекогаш луѓето околу нас и не знаат ни што поминуваме, се додека не им кажеме. А слободните ракови може да почувствуваат дека повеќе не сакаат игри и неизвестност. Ке ве привлекуваат личности кои знаат што сакаат и кои се искрени во своите намери. Можно е нова личност да влезе во вашиот живот на многу природен начин, без голема драма, без компликации. Само со чувство на мир и сигурност. И токму тоа може да биде она што најмногу ќе ви изненади. А во делот, на професионален план, јуни бара трпение. Можно е понекогаш да имате чувство дека работите се движат побавно отколку што би сакале. Но тоа не значи дека нема напредок. И понекогаш најважните процеси се случуваат зад сцената. Многу ракови ќе работат на нешто што подоцна ќе даде значајни резултати. И затоа не се откажувајте ако веднаш не ги гледате плодовите од својот труд. Продолжете. Вашата посветеност ќе биде наградена. Финансиски ова е месец во кој ќе размислувате повеќе за сигурноста. Можно е да почнете да планирате поголеми цели. Да размислувате за штедење, да размислувате за нов извор на приход. Или за начин како да создадете постабилна иднина. Така да ова е добар период за мудри и промислени одлуки. А во делот, фамилиарниот за семејството и дом, и ова област ќе биде важна и особено важна за вас во текот на јуни. Можно е повеќе време да поминувате со семејството или да решавате прашања поврзани со домот. Некои ракови ќе размислуваат за промена на просторот во кој живеат, а други ќе работат и на подобрување на односите со блиските. Ќе сватите дека вистинското богатство не секогаш се мери со пари. И понекогаш најголемата вредност е во луѓето кои стануваат покрај вас, кога ни е најтешко.
Така да ценете ги тие врски, тие се вашата сила. А една од најважните лекции во текот на овој месец ќе биде поставувањето граници. Бидејќи вие сте личност која дава често, помага, поддржува, слуша. Но што се случува кога никој не прашува како сте вие? И што се случува кога постојано давате, а ретко добивате? Така да Јуни ве учи дека не мора секогаш да бидете спасител на сите околу себе. Понекогаш треба да се спасите себе си, односно да одморите, да кажете не, да изберете мир наместо драма, и тоа не ве прави лоша личност, тоа ве прави мудра личност. А вашите најголеми можности во јуни ќе дојдат преку некои можеби семејни врски, лични проекти, работа од дома, креативност, интуиција, слушајте си интуицијата, некои нови животни планови, така да не ги игнорирајте идеите што постојано ви се враќаат. Понекогаш токму тие идеи може да се насоката што ја барате. А на што треба да внимавате? Најголемиот предизвик за вас во овој месец може да биде претераното размислување. Ќе анализирате, ќе се прашувате, ќе барате сигурност пред да направите чекор. Но некои одговори доаѓаат само кога ќе почнете да се движите напред. Така да не чекајте совршен момент и не чекајте да исчезне некој страв. Животот се случува токму додека учиме да се справуваме со неизвестноста. И една мокна порака за раковите во јуни. Драги ракови, време е да престанете да ја потценувате својата сила. Сте поминали низ многу работи. Сте издржале моменти што другите можеби никогаш не ги виделе. Сте се кревале и кога никој не знаел колку ви било тешко. И токму затоа треба да си верувате повеќе. Во вас има повеќе храброст отколку што мислите. Повеќе мудрост отколку што сваќате. И повеќе потенцијал отколку што си признавате самите себе си. Овој месец не бара од вас да бидете совршени. Бара само да бидете искрени со себе. Да го слушнете своето срце, да направите еден чекор кон животот што го посакувате. И да верувате дека заслужувате среќа, мир и љубов. Затоа што на вистина ги заслужувате. Така да, драги ракови, ви посакувам прекрасен, мирен и исполнет јуни. Доколку ви се допадна мој хороскоп, напишете во коментар, му верувам на својот пат. И секако, претплатете се на каналот за повеќе видеа. Ви благодарам.